Јавното предпријатие Чистота и зеленило постави контейнери во дел од приградските населби и селата за собирање на смет, информираат надлежните од предпријатието. Граѓаните ќе може да го остават сметот во контейнерите на видни локации, а екипите на предпријатието ќе го изнесуваат. Поради пречките за влез во помалите тесни улици, ние такви локации имаме на некои 7-8 места. Тоа се претежно приградски населби или села. 5 или 6 од нив веќе се уредени, например во Лопате, Романовце, Черкези, дел од Бабендол, имаме поставено железничка станица, имаме поставено контейнери каде што граѓаните може да го фрлат отпад во самите контейнери, а јавното предпријатие го собира отпадот само тие контейнери. Меѓутоа имаме проблем со просторни услови онаму каде што не можеме да поставиме контейнери, имаме сериозен проблем со населба Јане Сандански или како ние што го нарекуваме Бабендол, поради тешко проодни улички. На неја се во состојба често камионите да влегуваат или при влез и доколку се имаат поголем товар, тешко излегуваат од тие тесни улички и настануваат до дополнителни дефекти на самите возила. Бараме начин како можеме или некоја локација да поставиме дополнителни садови или контейнери за смет, меѓутоа има сериозен проблем, бидејќи нема изградено тротоари, непристапни патеви и самите контейнери ќе представуваат дополнителна пречка во одвивање на сообраќајот и движење на самите пешаци во тие населби, меѓутоа ќе работиме на солуција во нареден период како и тоа да го надминеме. Проблемот со изнесување на смет во приградските населби ќе се решава преку нов оперативен план за изнесување и управување со отпадот. За жал, јавното предпријатие располага со помал број на помали камиони кои што влегуваат во тесни улици и во текот на минатиот месец имавме дефект на 2 камиона на кои што уште работиме. При крај е постапката за набавка на делови за тие две помали возила, каде што ќе може да влегуваат во потесни улици. Онаму каде што се влегува со поголеми камиони, немаме за сега проблеми, немаме поплаки од граѓаните. Се додека дозволуваат условите за влез во помалите улички и тесните сокаци, јавното предпријатие ќе врши без прекин услугата, меѓутоа доколку имаме поголеми врнежи од снег, поголеми количини на снег или лед, каде што нема да бидат во можност да влегуваат камионите, поради оправдани причини може повторно да дојде до застој. Обично се работи за приградските населби, каде што тесните улици не се во надлежност на одржување на општина Куманово или не се во програмата за одржување тие помали улички. Тука настанува тој проблем каде што возачите и екипите кои што го изнесуваат сметот не можат да влегуваат во тие тесни улици. Во централното градско подрачје пак по поставувањето на полуподземните контейнери во значителна мера е решено изнесувањето на сметот.